На 18-та седница на Советот, дискутирајќи за изменување на одлуката за распределување на блок дотациите за општинските училишта, членот на Советот Лазо Митев праша зошто општина Кочани не доби средства за разложување со кој би се покрил долгот на училиштата, кој во најголем дел се однесува на школскиот превоз. Вклучувајќи се во дискусијата на седмицата, градоначалникот Никол Чулиев нагласи дека на општината се потребни средства за капитални проекти, а не за раздолжување. Чувствувам многу горд и среќен што општина Кочани не добива такви средства. Ние сме раководство кои се однесува одговорно и рационално со средствата кои ги плаќаат граѓаните, и така ќе биде во иднина, и ќе се трудиме да оставиме општина која ќе биде за пример и каде што следните раководители на општината нема да имат такви грижи и такви проблеми како што ние имавме кога дојдовме на 25 октомври. Да, точно е, ние наследивме долг од 76 милиона денара. Горди сме за тоа што го расплативме и денеска сме ликвидна општина и ги измируваме сите обврски кои произлегуваат од нашето секојдневно работење. Градоначалникот истакна дека во образовните институции наследил долг од 43 милиони денари. Наследивме 43 милиона денари долг во образованието. Со тој долг како настанал, зошто настанал, не е мое, значи има институции кои треба да кажат. Меѓутоа, со она што ние го преземавме, покажавме и докажавме дека може образованието, односно трошоците и во образованието да се планират на еден друг начин. Значи само за 9 месеци вративме 12 милиона денара, нешто што беше и за мене незамисливо и неверојатно. Само во делот, зборуваме само за во делот на превозот. Во делот на инфраструктурата, реализацијата над планирањата. Зборуваме за асфалтирани 9 улици повеќе од предвидените со буџетот за 2018 година. Значи, со нашето одговорно работење допринесовме фирмите кои соработуваат со нас да немат проблеми во делот на ликвидноста и во делот на планирањето на нивните расходи. Значи, се што е сработено е на време и уредно платено. Да, нашата определба е да нашата општина биде ликвидна и да се бориме за најдобри цени и најдобар квалитет и ништо повеќе. Говорејќи за значењето на поддршката од централната власт во капиталните инвестиции, а не во заемите за раздолжување, Илиев потсети дека општина Кочани доби 102 милиони денари само за реконструкција на патот за Пониква, како и на неодамно добиениот грант за проектот Планински велосипедски рај и најави реализација и на други проекти. Изгласувајќи ребаланс на буџетот, Советот на општина Кочани на 18-та седница ги изголеми блок дотациите во основните училишта за 2 милиони денари, а за средните на 2,5 милиони денари. Со измената на критериумите за распределба на блок дотациите, за средното општинско училиште Гоша Викентиев беа одобрени 3 милиони денари и 1,8 милиони денари за основното училиште Свети Кирил и Методи за исплата на долговите за училишен превоз.